Околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци, утре ќе се вратат во училишните клупи за почетокот на второто полугодие. Во училиштата во општина Тетово се е подготвено за настава. Има доволно огрев, а за време на распустот биле направени одредени инвестиции онаму каде имало потреба, а извршено и чистење и дезинфекција на објектите. Имавме неколку активности и тоа насочени кон подобрување на квалитетот на образовниот процес. Имавме инвестиции во поголем дел на училиштава. Од друга страна имавме и активности кои што беа за одржување на училишните објекти, претежно за имајќи ги предвид ниските температури, претежно бевме насочени кон системот на грејење во училиштето, да немаме поголем дефекти. И сите овие дефекти кои што издегува во меѓувреме се отстранети. И на тој начин може да кажем дека училиштата се подготвени за стартот на второто полугодие. И за време на овие 3 недели, за време на римскиот распуст, во сите училишта имаше или градежни активности, или пак активности за подобрување на квалитетот на образовниот процес. Но тешките временски услови, ниските температури го отежнаа овој процес, но може да кажем дека оние работи што можеа да се реализираат по училиштава, за кои што дозволува временските услови, се заокружени и од понеделник ќе може да се почне со наставата во училиштава. И во училиштата од повисоките населени места се е подготвено за почеток на второто полугодие. Патиштата се проодни од снегот, а училиштата загреани. До сите населени места и оние најгорните населени места се проодни, се почистени патиштата до училишните објекти, дворовите на училиштата се почистени, има пристап до училишните објекти. Системот на грејење функционира во сите училишта, снабдени се со огрев училиштава. Значи, во сите населени места, почнувајќи од оние најгорните, од Позолце, Вешала, Бродец, Лисец, Гајре, Джермо, сите населени места, Вице и Селце се проодни. И образовниот процес и во овие населени места без потешкоти може да започне во понеделник. Зимскиот распуст беше продолжен со 2 дополнителни наставни дена, 18 и 20 јануари, по препораката од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство, за да се избегне опасноста од ширење на грипот. Од наредниот понеделник, пак 30 јануари, ќе почне и екстерното тестирање на 18.600 матуранти, кој ќе трае до 3 февруари.